Во текот на вчерашниот ден, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје изврши замена на оштетените корпи наменети за одлагање ситни отпадоци во скопската општина Ѓорче Петров. Замената беше спроведена на повеќе локации во централниот дел на општината, каде што на местото на оштетените корпи се поставени сосема нови стадови. Замената беше спроведена на повеќе локации во централниот дел на општината, каде што на местото на оштетените корпи се поставени сосема нови садови, во согласност со оперативниот план за одржување на јавната чистота на подрачјето на градот Скопје. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје врши празнење на вкупно 2300 корпи наменети за одлагање ситни отпадоци, поставени на територијата на сите скопски општини, се вели во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Во сабота 2 ноември во 11 часот во паркот Авионче, Новолисиче, општина Аеродром, ќе се одржи настан Вкусија традицијата преку домашна здрава храна, каде што ќе има над 300 излагачи, над 50 здруженија, федерации, индивидуални земјоделци кои што ќе го промовираат нивниот домашен производ. Овој настан го организира Здруженијето Винотек со поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Како помагатели на настанот се јавуваат и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, Постојаната работна група за регионален рурален развој, Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост и Германското сојузно министерство за економска соработка и развој на Германија, имплементирано од Германското друштво за интернационална соработка и проектот за поддршка на диверзификација на економски активности во југоисточна Европа. Со оваа манифестација ќе се промовираат нашите домашни и традиционални производи. Преку мерки во програмите, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство им помага на земјоделците да произведуваат повеќе храна во Македонија, со што ќе се намали увозот, а истовремено работиме да станеме препознатлив бренд во светот, велат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов одржа координативна средба на тема загрозување по животот и здравието на луѓето и по материјалните добра од подземните води, од дрони рушење на подпорно оградниот зид на улицата Белградска, кај јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести Скопје, информира од неговиот кабинет. На средбата во ЦУК присуствувале сите поканети представници од Министерството за здравство, град Скопје, општина Центар, инспекцијски совет, Министерство за внатрешни работи. Присутни биле и вработени во Центарот државниот советник Драгитар Чуговски и колеги од секторот за операции и координација на ЦУК, кои се појаснува во соопштението, непосредно се ангажирани за конкретната проблематика за координација за решавање на опасноста. Министерството за здравство согласно решението и заклучокот од градежниот инспектор на општина Центар да започне со изградба на ограден подпорен зид како привремено решение. Град Скопје да изработи динамика и да започне активности за изработка на нов сообраќаен проект во координација со СВР Скопје, со што би се редуцирало движењето на тешки товарни возила. Град Скопје ќе пристапи кон пресадување на дрвијата на трасата на улицата Белградска, истовремено при активностите за изградбата на подпорниот ограден зид од страна на Министерството за здравство. Центарот за управување со кризи да побара извештај од Министерството за животна средина и просторно планирање, водостопански инспектор за намената и состојбата на руиниран канал, каналски систем на улицата. За трајно долгорочно решавање на проблемот, град Скопје е потребно, во координација со останатите надлежни институции, да изготви нова хидролошка студија и студија за заштита на подземните води на падините на водно, врз основа на што би се превземале трајни мерки за изградба на нова улица со потребната каналска мрежа и нејзино асфалтирање, појаснуваат попладнево од Центарот за управување со кризи. На седницата на Советот на град Скопје, советникот од редовите на ВМРО ДПМН Стефан Кирков истакна дека животните во зоолошката градина не се виновни за тоа што им се случува, заради неспособноста на кадрите на градоначалничката Арсовска.
На ова раководство на градот и на зоолошката градина се бројат деновите и месеците. Било кој да дојде, потоа јас сум уверен дека веднаш ќе настане една револуција во Скопската зоолошка градина, затоа што било кој градоначалник после оваа градоначалничка ќе си го сака многу повеќе Скопје од неа, нагласи Кирков. Советничката на СДСМ во Советот на град Скопје Љубица Јанчева порача дека лошите состојби во зоолошка градина се нешто ново, а не стара состојба. Со изгласување на оставките на управниот одбор, зоолошката ќе остане без орган на управување и тоа според неа е клуч на врата. Според неа Советот има одговорност за состојбата во зоолошка градина. Укажувавме дека имаме директори кои законски не смеат да бидат ВД директори. Не слушнав од членовите на Советот кои не се партиски определени. Аргумент да не поддржат дека вршителот на должност е противзаконски поставен. Траеше тоа 1 или 2 мандати, додаде Јанчева. Во текот на вчерашниот ден, 4 скопјани пријавиле каснување од куќа Скитник во полициските станици низ градот, извести Министерството за внатрешни работи. Имено вчера во 12:45 часот во полициската станица Центар лицето КД, 68 години од Скопје, пријавила дека на улицата Елисије Поповски Марко во Скопје била касната од куќа Скитник. Истиот ден во полициската станица Аеродром, лицето ЛС, 69 години од Скопје, пријавил дека на булеварот Јане Санденски во Скопје бил каснат од куќа Скитник. На 30.10.2024 во 22:10 часот во полициската станица Аеродром, лицето ЕШ, 43 години од Скопје, пријавило дека на булеварот Кузман Јосиповски Питу во Скопје незиниот малолетен син бил каснат од куќа Скитник. Додека пак во полициската станица Карпош, лицето ЈЈН, 49 од Скопје, пријавило дека на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов во Скопје била касната од куќа Скитник. Скопјани честопати се жалат на проблемот со кучињата скитници, а неретко и многумина знаат да настрадаат од истите. Пријави за каснување има во повеќето општини, а во билтенот на МВР речиси секојдневно се регистрирани нови случаи на каснување кои се решаваат по спогодбен или судски пат. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно